Нов безбедносен пропуст е откриен кај неколку модели на Apple уреди, што може да доведе до злоупотреба на личните податоци. Компанијата веднаш реагираше со издавање на безбедносна надградба и ги повика корисниците да ја инсталираат што е можно побрзо. Според експертите, ранливоста може да биде искористена од хакери за преземање контрола врз уредите или за крадење на чувствителни информации. Најмногу се погодени по старите верзии на iPhone и iPad, но и некои понови модели можат да бидат изложени на ризик. Apple советува сите корисници веднаш да ги ажурираат своите уреди на најновата верзија на iOS или macOS за да се заштитат од можни напади. Доколку ажурирањето не е достапно, се препорачува зголемена претпазливост при користење на интернет и преземање апликации. Корисниците кои веќе забележале сомнително однесување на нивните уреди треба веднаш да контактираат со Apple поддршката или да преземат чекори за заштита на своите податоци. Ова е уште еден потсетник дека редовното ажурирање на софтверот е клучно за безбедноста. Научниците представија револуционерен робот кој може да вози велосипед и да извршува задачи без претходна обука. Оваа технологија представува голем напредок во развојот на автономните системи и вештачката интелигенција. Роботот користи напредни сензори и алгоритми за да ја одржува рамнотежата и да се приспособува на различни ситуации во реално време. За разлика од претходните модели, овој систем не се потпира на однапред програмирани движења, туку учи додека изведува активности. Оваа иновација може да најде примена во различни области, вклучувајќи автономен транспорт, помош во индустријата и дури и во секојдневните услуги. Експертите сметаат дека ова е само почеток на новата ера на интелигентни машини. Сепак, развојот на ваквите технологии отвора и прашања за безбедноста и контролата на автономните системи. Научниците уверуваат дека нивната цел е да создадат роботи кои ќе ја подобрат човечката продуктивност, без да представуваат закана за работните места или безбедноста.